Здраво, добродојдовте во втората емисија од втората сезона на подкастот Vision of Voices, што ви најавивме уште претходната емисија. Рековме дека оваа сезона ставаме акцент на животната средина и на идеите кои што произлегуваат од млади луѓе и воедно се и мотивирачки. Токму затоа, денеска чест ми е да ја најавам мојата гостинка, кој што по овие жешки температури ни стигна дури од Скопје, Ирина Јаневска. Добре дојде. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Не беше толку жешко, рано тргнавме, така да се спасивме. Така, на враќање ќе видите како е. Да, што е тоа е. Ти благодарам уште еднаш што не испочитувам и дојде. Кога ги спремав прашањата и кога се ориентирав по твоето CV, искрено бев како вау, значи имаш навистина богата историја, што уште и ја градиш, што е најинспиративно во целата приказна. Значи си почнала како малечка, уште на тинеџерски 14-15 години, како млада активистка. Значи почнува твојата љубов за нешто да правиш, да бидеш иницијатор за некои иновации. Исто така си еден од првите основачи на флешмоб. Така? Да. Значи, насекаде си. Едукатор во театарска сфера. Така имаш базирана едукација, флешмоб, креативни техники. Комуниколог по професија. Основач на Сдруженијето за социјални иновации Арно, што е доста интересно нешто. Ете, гледачите може да видат. Не ви откриваме засега повеќе, Ирина сама ќе каже. Па почни. Може, да, ајде. Твојата активистичка приказна започнува уште од средна. Што беше првата иницијатива што ти покажа дека ти навистина можеш да правиш промени во општеството? Трет сектор привлече, неве за сите што не гледат, веројатно и публика од наши кругови, но да кажеме дека во општеството има три сектори: приватен, државен и трет сектор. Третиот сектор мене ми е многу интересен затоа што ги пополнува дупките или празнините онаму каде што не постигнува државата, каде што можеби не постигнува и приватниот сектор или не му е во интерес, доаѓа на сцена третиот сектор. И мене многу ми се допаѓа затоа што самата улога е промена, значи подобрување на работите. И некако најмногу се видов себе си во тоа светло, затоа што дава можности за креативни пристапи и поконзервативни. Меѓутоа, еве овие пристапи што ги кажа се дел од неформално образование. Ја имав среќа да фатам еден бран на активизам, значи ние поминавме на вистина Training of Trainers, TOTs за образување во конкретно театарски базирана едукација, за здравствена комуникација, флешмоб, за мировни пораки. Навистина имав привилегија да бидам дел од таа фаза во нашето општество кога многу се инвестираше во младите и во нивниот активизам, и се пронајдов и до ден денес останувам во секторот. Иако сум веќе не спаѓам во ниедна дефиниција на млади. Па не изгледа така. Фала. Веќе четвртата, имам 40 години, така да петата декада ја ситна, меѓутоа уште ми останува како предизвик секаде каде што можам со она што го имам како знаење, како ресурс да помогнам. Во средно, ако би издвоила нешто, тогаш бев дел од други невладини организации, се занимавав со поинакви теми. Меѓутоа, еве едно нешто што мислам дека навистина ме охрабри, беше тоа што во Орце Никола, во нашето средно, заедно со моја другарка од другиот клас, успеавме да го менаџираме школското радио, да си пуштаме наша музика, да добиеме канцеларија. Во тоа време канцеларијата ни беше информативна за дроги, зависности, за меѓуетничка комуникација, и си имавме навистина убав наш простор, што беше труд на заложби. Навистина требаше само да побараме, да бидеме доста перзистентни во она што го сакаме, да ги обединиме другите ученици и да видиме како еден обичен, да речеме, без многу длабока идеологија, школски активизам резултира со нешто што многу ни значеше во тие години, да се слушаме наша музика, си била бунтовна уште како мала, се сакала да кажеш, баш Vision of Voices, што нели се вика и нашиот подкаст, и ете, значи од ништо станува нешто кога нели веруваш во себе.
Да, и веројатно и фамилиарното обкружување си има тука своја улога, нели, во семејствата во кои што сме растени, нели, сега психологијата многу често не навраќа во тие формативни години, зборувајќи за трауми, за нели патерни на однесување кои што ги имаме, меѓутоа исто така треба да се кажеме и благодарност доколку сме имале привилегијата да бидеме јас конкретно во фамилија што ми оставила и слобода и простор да имам глас. Тоа е многу важно. Така. Почетокот е наведом и најважен, а некогаш го земаме здраво за готово, ама ете, ти си имала добар почеток, благодарност до родителите, до бабите, дедовците, што навистина ми дадоа шанса да можам да си бидам гласна, да ме толерираат иако не сум се согласувала. Се преиспитуваме секогаш, нели, ден денес. Убаво е човек да нема вкоренети ставови за некои работи, да дозволи да му се менуваат и да може, нели, да се оформи свој став и да биде гласен. Vision of Voices. Vision of Voices, да. Посебно во такво променливо општество кое што секојдневно се менуваат некои работи и убаво е некогаш од тоа што го знаеме да го смениме. Имаме нови знаења, да, тоа е науката дури не, нели, екзактната наука има нови откритија, меѓутоа вредностите сепак мислам дека остануваат оние што се вкоренети. Оние најбитните. Да, треба да се држиме и тие исто така повторно на фамилијата сум многу благодарна што мислам дека израснав во фамилија со вистински вредности. Епа, тоа се гледа, мислам, се гледа во физички свет, кога веќе спроведуваш некои работи, ете, рече дека си веќе и 40 години и уште си благодарна за нешто што се случило и уште сакаш да твориш и да правиш нешто и се уште се заблагодаруваш на твојата фамилија. Така. Сега кажи ми како настана Арно. Која е нишката што ги поврзува сите проекти кои ги иницираш преку ова здружение? Што те тера да го правиш тоа што го правиш и зошто баш Арно? Интересен е и зборот. Така, зборот е локален, баш автентичен. Се трудевме да биде автентичен, локален и нашиот слоган е ние сме Арно и правиме добро. Тоа е нашата мисија. Како настана, никогаш немав замисла дека ќе бидам основач на организација, секогаш сум била дел од веќе даблирани организации, дури работев едно време во Обединети нации, на моја 21 година. Браво. Работев во една фондација. Во моментот кога работев во фондација, аз бев координатор и работев и на позицијата комуникации, односи со јавност на проект кој што се викаше Зелени идеи, филантропија преку зелени идеи. Во тоа време го менаџираше таа фондација. Фондацијата престана да работи од X причини. Донаторот ми се јави и ме праша: добро, сега Ирина, кој ќе го работи проектот во Македонија, затоа што е регионален. Дали ти имаш здружение? Ја ќутев така 2 секунди. Реков немам, па дали имаш намера да отвориш? И long story short, така настана Арно и на која никогаш не се замислував дека ќе бидам на ваква позиција лидерска во улога на председател, менаџер, на вработење. Спонтано ти дошло. Спонтано дојде, животот сам го донесе и многу и работи така се случуваат. Меѓутоа, она што е интересно е дека ете поради тој проект идентитетот на целата организација се формираше врз база на тие зелени бизнес идеи. Значи, она што е за Арно заедничко или најмал заеднички содржател за сите проекти е тоа што се залагаме за зелена социјална економија. Веруваме дека решенијата кои што граѓанскиот сектор, барем она за ние што се залагаме, треба да бидат одржливи, самоодржливи, значи не сме против генерирање на приход, меѓутоа сакаме тој приход да се инвестира во социјална мисија, значи да биде добар за луѓето и да не штети на животната средина, ги поврзуваме тие два елементи. Она исто што некако спонтано и органски ни дојде е предзнакот за социјални иновации. Многу патуваме, имаме навистина прекрасни партнери и од Европа, веќе и пошироко. И социјалните иновации ги преведуваме од типот на ќе видиме нешто добро што функционира надвор и веднаш се прашуваме како ова може да функционира во Македонија. Така да иновации во тој контекст, не патентираме работи, не измислуваме некои нови работи, меѓутоа носиме нешто што е ново и сметаме дека ќе има влијание на локално ниво, го носиме преку Арно и сакаме да здружиме што е можно повеќе луѓе. Ние финансираме идеи на млади, на зелени стартапи,
Сакаме да изградиме мрежа и соработка со истомисленици кои што делуваат во нашиот сектор. И една од улогите на Арно е исто тоа да ги обедини луѓето и да ги измобилизира сите ресурси кои што не се ограничени во државата, но ги имаме. Така, значи баш така свеж здив за нешто старо, нели рековме вршите репарација, но на нов начин. Така. Како реагираше јавноста на тоа? Може ли вакви мали чекори да направат големи промени во општеството? Да, еве малку контекст за оние кои што не слушаат. Последниот проект на Арно е отварање на центар за поправки, кој што се вика Ништо ново. Тоа е тоа што малку го покажавме да на почетокот. Ништо ново има етимологија во приказната на тоа дека за нас поправките навистина не се ништо ново, барем за мојата генерација. Да, младите може веќе ги фати тој конзумеристички, капиталистички бран и по ефтини цени, меѓутоа јас сум израсната со облекот мој братучетки. Така. Исто и мојата облека ја носела помалата братучетка и не сме купувале. Израсната сум во духот на поправки, татко ми беше инженер, во негово име исто го правам и се залагам многу за оваа тема, затоа што он имаше навика да оди на Бувљак, на оној пазар, Канта пазар што го викаат во Скопје, или Автопазар беше познат порано, да купи 5 калкулатори кои што не работат и како хоби му беше да направи еден што работи. Така. Исто и пренамено, од стара правосмукалка направи саксија дома и тоа изгледаше многу бизарно и како денешното DIY, do it yourself, направи го сам. Да, имавме и во Југославија, исто од негово време имам оние книги Уради сам, каде што има многу идеи што може човек или жена да направи сама. Така да името на Ништо ново е во таа насока, дека навистина за нас на Балканот поправките се блиска и пренамената и реупотребата, или во канчот сарма, во канчот сладолед, колку пати ќе најдеме сарма. Тоа е сето затоа што се ценела амбалажата, не била за фрлање, гледале како да ја реупотребат, или во оние дански путер колачиња, не знам домаќинство едно да нема игли за шиење. Така да не ни е далечен тој концепт и затоа името ни е Ништо ново и друга страна сакаме да малку го свестиме конзумеризмот, целото тоа купување има своја цена и сакаме да ги потсетиме луѓето малку да се вратат на не минималистичко, туку на практичен начин на живот. Становите, ета гледаме колку расте квадратот. Се смалуваат, а нашите потрошувачки навики се зголемуваат. Нема каде да се чува целата таа облека, еве се на облеката да се фокусираме. Имаме проблем со свеста пред се, така да улогата на Центарот за поправки од една страна да крива свест, да ги потсетува луѓето за сето она што ни се наметнува како лесен и достапен избор, а од друга страна е да нуди сервиси за поправки. Значи ова не е класичен центар каде што ќе оставиш фрижидер или не знам телевизор и ќе си го земеш, туку идејата е да се научат вештини. Тој не е форматот на кој што функционираме, ќе ги повикаме луѓето дека може и да се поправи нешто, не право да се дури сами да се охрабрат. Значи во оваа фаза ние нудиме инструктори кои што на работилници пренесуваат вештини. Имаме работилница за велосипеди, тротинети, за текстил, учиме рачно шиење, машинско шиење. Меѓутоа тоа идејата да се охрабри малку тој пристап дека може нешто да се поправи пред да се фрли. Така. А што мислиш за мислењето? Ете спомнав DIY, многу од младите, сега тоа спонтано нели прашање, многу од младите би отвориле некое клипче видео, би го изгледале нели DIY, бидејќи е на англиски, бидејќи е нешто така навидом интересно, склопано нели како видео со некои поразлични предмети, да кажеме, што ги немаме во Македонија и така натаму, но да направат нешто како ти што ја правиш таа иницијатива со Арно и со Ништо ново, баш и не им текнува. Како реагира јавноста на тоа? Ете ти сега нели изнакаже еден куп работи, но каков е фидбекот од младите? Ме интересира. Немаме во моментов доволно демографија, треба да го прашам координаторот Тони за во однос на која возраст се посетителите на Ништо ново.
Интерес имаме огромен. Значи за една работилница каде што имаме капацитет од 10 места, ни се пријавуваат 60 луѓе. И ние веднаш отвараме следни работилници, се јавуваме, прашуваме дали ви одговара овој термин. Од Скопје претпоставувам од Скопје, пред се од кисела вода, локално, значи идејата е нова да се локални центри пред се. Значи се будат луѓето. Има голем интерес. Имаме од неколку причини, или се екоактивисти, барем од вака фокус групите што ги правевме и се свесни зошто треба да поправат, а имаме и луѓе кои што се едноставно од семејства со помалку можности, нив економски интерес имаат. Ги удира по джебот, она што ми кажале, и сакаат да ги поправат работите. Така да тоа се две категории на граѓани кои што сега ги имаме. Младите, да, интересно е, живеат во свој свет, на својот телефон ќе изгледаат многу видеа, можеби ќе направат нешто сами. Ние растеме во свет кој што храбрува индивидуалци. И тоа е улогата на нашиот сектор, да ги потсетиме дека колективите се корисни, се добри. Поправките, например, се многу органска работа за мала, за комшилук. И во нашиот центар ништо ново, ќе имаме опција да се изнајмат алати. Значи да не се зајми од комшијата. Зошто? Затоа што сведочиме сега повторно на таа култура на индивидуалецот, кога со далечија е се заладија и комшиските односи, не е веќе како порано. Не се пие кафе на тераса. Не се пие, не се зајми бормашина од комшијата, ќе имаме и таква услуга. Меѓутоа, она што може да им се и треба да им се укаже на младите, дека да, во рета ние да имаме индивидуални потреби и одговорности во општеството, меѓутоа колективите се навистина клучна алатка. Колку една клетка, колку една урбана заедница, една зграда ќе успее да се договори за одржување на влезот, за поставување на канти за селектирање на отпад, толку понатаму ќе имаме посилна општина, посилен град, посилни клетки и подобро ткиво на ниво на држава. Така да не можат како индивидуалци се, тешко е да се направи, а не викам дека е лесно да се добие проект, да се опреми центар, да се репортира, да се менаџира со луѓе. Меѓутоа не можеме како индивидуалци многу далеко да стигнеме. Нели има и онаа поговорка, доколку сакаш да одиш брзо, оди сам, доколку сакаш да одиш далеко, оди во друштво. Ама не само тоа, значи колективноста е на прво место, нели? И тоа е аспект на зачувување на работите, на репарација од економска гледна точка и од еколошка гледна точка, но што е и со креативноста, што треба млад човек да направи да се вклучи во таква една заедница. Дека тоа е и доста креативно. Ете, гледаме во моментот, имам сет на штрафци герчиња, да? Да, штрафци герчиња. Најчесто ги користиме сега од различни големини, должини. И многу погодни за сега доаѓа летна сезона за стегање на очила. Така? За сонце, да. Супер. Само треба да видам кој ќе ми е таман. Креативност е процес исто што се учи, се охрабрува. Ние, нажалост, имаме не многу креативно формално образование и од мали се учат младите да размислуваат во многу рамки, учат теорија, не знаат зошто се учи, например. Така. Формула 1. Еве, јас дознав многу доцна во животот дека логаритмите што ги учевме по математика, дека се за пресметување на кривини на сводови. Не, нажалост, такво ни образованието, по-стерилно, мислам, бар зборувам од аспект јас кога учев. Сега денес креативноста ние, барем како Арно, се трудиме да им ја довловиме и на професорите, на учениците преку предметот предприемништво, каде што можат да учат преку примери на зелени социјални предпријатија. Така. Тука гледаме еден пресек, имаме сега многу интересен проект кој што се вика Паркури. Паркур како метода е скокање од зграда на зграда, меѓутоа ова е само искористена термин, така метафора. Се скока од станица на станица, например, треба да учат како еден бургер да биде што поодржлив, односно различни групи на ученици имаат иста задача да направат еден бургер, да пресметаат колку чини жито. Ако се прави од жито лепчето, што значи месна индустрија, колку е загадувачка, дали ако една плескавица од соја се произведе ќе биде
подобар крајниот продукт. Така да се учи преку такви методологии. Интересно е што во Германија тие се во формално образование. Значи ова што ние сега тука на ниво на проект направивме прирачник, истражување, ги направивме тие станици, паркурите, ги тестираме во средните училишта, е спорадична активност и адхок. Во Германија е влезена во формален систем и ние сега тоа кај нас ќе се бориме. Како да сакаме креативност ако некој учи само за да добие петка и оценка и така сака да се запише на факултет, пошто дома му кажале да се запише на правен и економски. Не може така, значи улогата е преку различни методи да се поттикне таа креативност и не само тоа на ниво на метод, туку на ниво еве младите сами да видат што се може да направат со својата креативност. Многу интересно. Ете, ја имате целата поддршка од ваквите здруженија како Новус и од подкаст како што е Vision of Voices. Се надевам дека тие сите идеи и замисли навистина ќе бидат имплементирани, дека навистина се за добро на младите, што допрва ќе станат нели млади, возрастни луѓе кои што треба да действуваат и да предонесуваат нешто за нашата така и фала за поддршката, многу значи ние да соработуваме, ние имаме ресурси меѓу себе што можеме да ги размениме. Мислам, зошто да не е Новост да примени оваа методологија во Струмица, да влезе во струмичките гимназии, стручно образование и да работи. Мислам, тоа е поентата, сите сме мали капки, меѓутоа капка по капка се прави промена. Така е, многу добро речено, Ирина. Сега малку би се префрлила и на твоите театарски акции, едукации во тој дел и во флешмобот. Кажи ми малку повеќе околу тоа. Така, тоа е еден интересен дел од мојата биографија, меѓутоа ете повторно ќе кажам дека и таа капка навистина направи еден друг проток во мојот живот. Доста време бев дел од аматерски театар, меѓутоа театарски базирана едукација и флешмобови што ги правевме во Скопје, навистина потикна. Во тоа време беа многу нови. Тој невидлив театар, например, е многу интересна алатка. Како ние сега пред разговорот што го имавме пред снимањето на овој подкаст, поставуваме двајца соговорници во јавен простор, кои што разговараат на тема погласно за да ги чујат другите и другите мислат дека тоа е еден спонтан граѓански разговор кој што е на било која тема. Може да разговараме за блатото во Струмица, за образованието. Како социјален експеримент, би рекла. Така, баш како социјален експеримент и флешмобот, тој конкретно што ни беше на самиот градски плоштад, беше за прослава на 21 мај, светски ден на различностите. Едноставно луѓе застанува, има оној фриз момент за да покажат дека може да се сопре и да се промени нешто. Се разбира, тие не се еднократни акции, си имаат со себе сет пораки, кампањи кои што се придружни и на комуникацијата, без промена на однесување, без целосна информација, сама по себе не е значајна. Меѓутоа, да, многу ги ценам тие пристапи, затоа што класична комуникација, не го фрлете, ги убрат од прозорецот. Нема многу ефекти. Така. Ние може да ги позајмеме практиките, например, од приватниот сектор и исто и во граѓански сектор да го правиме. Значи, приватниот сектор има интерес да направи профит, ние имаме интерес да направиме импакт, да промениме однесување. Ако ние мали билборди што ги гледаме поставени на секој 20 метри имаат функција, значи има и зошто се таму. Подсетуваат некого да купи нешто во случајот на приватниот сектор, а ние во нашиот случај можеме такви кампањи да користиме за наши цели. Еве, она што е во контекст на екологија, она што сакавме да го направиме за време на ковид, ама ни се терминираше проектот да направиме сувенири од Скопје кои што не се спомениците, не се магнетчиња, не е опинок. Празни теглички во кои што пишува скопски воздух. Затоа што да се крене свеста, еве, тие туристи кои што доаѓаат може да станат лоби група во иднина, да ги потсетат властите дека во зима навистина е хорор да бидеш да престојуваш во Скопје, еден од најзагадените градови на жалост и во светот. Креативна комуникација би била теглички, купете си воздух од Скопје. На многу креативен, лесен и интересен начин, баш мислам дека може да допреме до таа целна група која што може да почеток да биде мала, но да промени многу работа. Еден начин како преку креатива може да пренесеме порака, да не е тоа класична кампања, леле загаден е воздухот, што да правиме,
да се посочуваме со прсти меѓу нас, значи чисто отвара нова арена за размислување. Така. Исто на пример еве сега кога кажуваме зошто не треба да се купува нов пар фармерки, многу стерилно звучи податокот дека за еден пар фармерки потребни се 10.000 литри вода. Значи тука се калкулира, чисто да објасниме за оние кои што можеби не им е познато зошто 10.000 литри вода за еден пар фармерки, затоа што котон или памук е таква култура која што бара многу вода за да порасне. Така. Од тоа се прават. Па во самиот процес на боење, хемиска обработка, тоа се илјадници литри вода кои што да за еден пар фармерки, кои што нас не чинат 1000 денари. И нас не се ефтини, меѓутоа кога ќе види човек што значи 10.000 литри вода, дека тоа е вода за еден човек за колку, за 5 години да пие секој ден вода. Да. И ако ние направиме еден базен кај што пишува 10.000 литри вода и одоколу поставиме фармерки, така. Многу различна ќе биде пораката отколку не купувај нови фармерки. Да, визуелно тие ќе креативни се пристапи. Така е. Кои што ќе направат човек барем да се подразмисли, па за да има или понатаму да информиран, малку да ја таргетира свеста, за понатаму евентуално да се смени тоа однесување, односно ете да се намали конзумеризмот. Така, и сега кога спомнуваме веќе екологија и заштита, што мислиш, кои се предизвиците со кои што се соочува еколошката гранка во Македонија од гледна страна на економијата? Тешко прашање, затоа што сме ние многу зависна. Мала држава, со мал пазар, зависиме од многу фактори во тоа поле. Во однос на, затоа што ние работиме доста поддршка на зелени бизниси, голем предизвик се суровините и замена, например, еднократна пластика, ние никогаш не би финансирале во ниедна форма да се појави дури како идеја на социјално предпријатие. И многу е тешко да се најде амбалажа, например, која што е добра за животната средина, затоа што таа чини многу. Значи, овие варијанти чинат многу. Многу е тешко исто репроматеријали, машини. Нажалост, ние веќе почнавме да дозволуваме, порано имавме правило на надпреварите, се да е во радиус од 100 километри. Значи да не треба да се нарача нешто од Кина да дојде. Меѓутоа, кога ги немаме тие ресурси или кога за да се конструира машина за преработка на пелети во Македонија, чини 4 пати поскапо отколку да се увезе. И се многу работи се нелогични. Ние инсистираме на локални ресурси, локално производство, меѓутоа многу е тешко. И исто така, кога ќе се земат, кога ќе се направи математиката на еден екопроизвод, чини многу поскапо отколку нешто што е достапно. Еве Тему, сега имаме пандемија на Тему. Да се нарача, не знам, нешто од Тему е многу поевтино и подостапно име на луѓе отколку да купат македонски производ. И полесно се седат дома во фотелја, се скролат и се стават во корчничка, во корпа и така. И тука е навистина борба на сите, меѓутоа не е само на граѓанскиот сектор, треба државата да си препозна исто кои се слабостите и предностите што ги имаме, да направи една солидна анализа и да им посочи на граѓаните дури и преку кампања. Јас сум многу поборник на една кампања што имаше порано во Македонија со сонценцето, купувајте македонски производи. Да. Мора за да наше се добро или како беше така нека. Да, мора да се потсетуваме и во контекст на она ние што го работиме во тој дел на синџир на набавки, сакаме македонските фирми да ги освестиме дека може да купуваат од социјални предпријатија. За 8 март поклони, за вработени за родендени на вработените, дури услуги. Ние, например, имаме хотел Далјан во Охрид, го водат асоциација на главоними. Зошто да не направат тимбилдинг во тој хотел? Така ќе поддржат, што не е, значи тие ќе биде охрабрувачки за самата асоциација, да. Поклоните кои имаме чајчиња кои што се изработуваат од лица со попречености, зошто да не е подарок чајче направено во Македонија. Не мора да е тоа скап саат за пензионирање купен, може да е локално изработен. Така да во делот на економија ние се трудиме барем во малите тие синџири на набавка да ги вметнеме овие наши зелени социјални предпријатија, иако е тешко. Добро, но сепак нели имате позитивно искуство со тие некои сестрани организации и луѓе кои што сакат нели да се најдат и имаат заеднички интереси вие и нив. Така, имам искуство и планот е во иднина исто да направиме каталог на бизниси кои што сме ги поддржале и да го нудиме
на секој на кој што му требаат некакви набавки или има потреба од тој синџир на набавки малку да биде по-социјално и зелено одговорен. Така, сега од една страна се тие малите, сега што ги наброевме во склоп на нашата граница, а од друга страна е соработката со фондацијата на Рокфелер, со Обединетите нации. Кажи ни малку повеќе за таа соработка и тоа искуство. Дека не е мала работа. Не е мала работа, меѓутоа тоа се мала, голема, сега ние како регион можам да кажам дека сме во интерес, особено не е мала работа некој да ја препознае таа идеја, некој од таков гигантски формат и да ви даде светло во тој стил. Така. Големите фондации си имаат така работат преку региони каде што им се високо на агендата. Освен теми, имаат и региони кои што им се во интерес. Ние некако имавме среќата да Македонија преку Западен Балкан биде во окото на тие големи донатори и да добиеме поддршка. Поддршка се добива преку квалитет. Значи не постои тука корупција или не знам преку мала врата влегување, се сакаат резултати, да. Може би еднаш ќе добие човек поддршка, меѓутоа ако нема резултати, понатаму таа поддршка се губи. Ние имавме среќата и навистина напорно работевме и многу транспарентно за да имаме долгорочна поддршка и фондацијата на браќата Рокфелер 13 години го поддржува институционално и преку надпреварот за зелени бизнис идеи, значи тој не е главниот донатор со голема визија која што од многу одамна знаеше дека за Западен Балкан зелените бизниси се навистина високо на агендата и даде поддршка. Инаку еве сите развојни агенции и она како еве луѓето кога ќе се прашаат зошто некој финансира невладини во Македонија, зошто шпанска амбасада или француска или британска амбасада имаат интерес да финансираат нешто, тоа е поради глобален развој. Не може еден дел од сето да оди напред, а друг да заостанува затоа што многу лесно се прелеваат проблемите. Миграција на луѓето има. Во здравствен контекст, например, еве ако има болест, граница физички, еве видовме со ковидот, ги кренаа сите рампите, ама не можеше никој да ја спречи таа пандемија. Тоа е друго здравство, нели, како тема, меѓутоа интересот на сите е тој глобален развој. Не може да едни одат напред, други да заостануваат. Иако неправедно е, например, ние според Донат економија, една нова економска рамка која што работиме, гледаме дека најразвиените земји најмногу штети прават врз екологијата, најголема експлоатација на ресурси. И веројатно и тука таа цена треба некако да се плати, затоа што тие прават најголема штета, а последиците ги чувствуваат најмногу вие што се помалку развиените. Еве сега ние имаме климатски мигранти. И тие климатски мигранти баш се во овие региони кои што најмалку се виновни за промените на климата. Така, значи со такви некои големи имиња да речеме се постигнува добар импакт на малите средини. Мора да зум ин, зум аут. Цело време ние викаме работиме локално, меѓутоа големата слика мора вака човек да се отргне, да погледне зошто ова се случува и тоа е улогата и на донаторите, они треба таа голема слика да имаат цело време и нивните луѓето се во синергија и да се синхронизирани, иако тоа најчесто не е така. Ние гледаме една тема и тренд, сите работиме исто. Социјално предприемништво 10 години високо на агенда, сега снемува речникот веќе се губи за социјално предприемништво и тука ја малку сакаме да искористам шанса да ги потсетам донаторите дека се одговорни малку и за тој дел. Не може да финансираме тема и однајднаш да се смениме на нешто друго. Да, има приоритети, меѓутоа ја губиме таа конзистентност и смислата се губи и ние не можеме да бидеме одговорни како локална организација за големата слика. Навистина треба државите, не само донаторите, приватните фондации, тука и Обединетите нации, развојните агенции на секоја од земјите, Европската унија мора да седнуваат редовно на маси, да се договарат и да гледаат во ред во ова инвестиравме, дали е време сега во ново, како да продолжиме. Проблеми има многу, меѓутоа мора стратешки пристап. Така, рече, не може да бидеме одговорни за големата слика, но може да бидете исте и како влијателни и импактни со тоа што го правите и благодарност до вас. Се надевам дека што повеќе млади
би допреле до вас како што вие сакате да допрете до нив и би имал некој фидбек сето тоа што го правите. Би ми одговорила ли доколку имаш неограничени ресурси, што би било тоа што некоја голема промена што би направила во Македонија од еколошка гледна точка? Дали имаш некоја таква измислам некој магнет вака да дојде над земјата и целото ѓубре да го повлече. Се шегувам, ова е проблем не е отпадот, меѓутоа има многу што според тебе представува така голем акцент на проблем? Лично некако, пошто баба ми беше агроном и пред 3 години имавме еден настан за кривање на свеста, не продолживме да работиме на таа тема, меѓутоа многу ме здоболе тоа дека видиме дека Македонија е аграрна земја, а ги напуштаме нивите, ја уништуваме почвата до степен да нема поврат. Мислам дека треба да се преземе нешто со почвите во Македонија, со производство на храна, особено во светски контекст, каде што гледаме сега што се случува. Некако полека си ги затвараат сите границите и гледаат да внатре си направат некаква сигурност и безбедност. Мислам дека треба нашата земја навистина да даде приоритет на квалитетот на почви, да се вратиме на почвите. Ние навистина изгубивме, ја ова преку примери од зелени идеи, преку напреварот гледам, ги губиме младите одат да возат камиони во Германија, а нивите остануваат празни. Па немаме добри стратегии. Немаме стратегија за откуп. Немаме кооперативи каде што и самите земјоделци ќе се здружат и ќе си ги застапуваат своите интереси. Имаат слаби откупни цени. Меѓутоа и на светско ниво се смени тој наратив дека треба да работиме напорно, да си го заслужиш парчето леб, да се испотиш. Сега се од удобство, од комфорот на полесен начин. Мислам, ние мислиме дека е полесен, завршуваме со сколиоза и со остеопороза од седење на компјутер. Тоа допрва ќе го видиме. Меѓутоа, мислам дека не е, како Арно, ние имаме визија и за центри за поправки како дел на превенција на отпад. Меѓутоа, ја лично таа некоја параноја ми е во делот на почва и во тоа дека Македонија за 50-70 години ќе ги изгуби своите почви и навистина ќе биде жалосно да од една аграрна земја станеме не знам што, ќе се реизмислиме, меѓутоа а баш по тоа сме и познати, нели, не за џабе е настанат овде и гастротуризам. Ние не треба да градиме ресорти, треба да градиме инфраструктура за бавен туризам, да дојдат луѓето. Еве сега имавме гости од Словенија, вика па лесно е да се вегетаријанец во Македонија, само патлеџан не можеме да се изнајадеме. Сами биле на пазар и дома си седеле, се јаделе зеленчук и овошје и уживале во тоа. Ние тоа треба да го поврзаме, не да увезуваме од други земји да го продаваме на пазарче како толкови така цени. Да, значи почва рурален туризам, гастро туризам, нешто што го имаме манастирски туризам, не да градиме фенси комплекси и хлорирани базени, туку да го понудиме она што го имаме, меѓутоа не е масовно да се продадеме и да донесеме нова штета на она што го имаме, туку со многу ум, многу скромно, многу локално да се избрендираме како таква земја. Има ли нашата земја капацитет за раѓање на вакви и остварување на вакви проекти на млади предприемачи или па повозрасни предприемачи, како што сега зборев? Имаме многу убави примери. Ние преку зелени бизнес идеи, преку Рајс програмата, прекрасни млади. Во Штип имаме млад извидник и психолог кој што ја направија првата шумска градинка. Наместо деца да седат цело време заробени внатре во климатизирани простории зима и лета, децата да се во природа, да учат за природата. Тоа е идеја која што имаме локална. Прекрасно. Имаме еве последната година на зелени идеи победи човек со изум како во природа да не се користат скари, да се загадува, туку минимални гранчиња и она што се дрвца, кои што се шишарки, да се готви. Имаме прекрасни луѓе, имаме идеи со кооперативи, имаме луѓе кои што знаат аквапонски да растат растенија, микробилки. Имавме млад тим кој што од чајот комбуха прави екокожа, значи да не се убиваат животни, да се има екокожа.
за сите нив фали финансиска поддршка, фали менторска поддршка, затоа што не се само финансиите, треба некој вака да ги води тие луѓе, за да полесно се снајдат од точка А до точка Б во реализација на својата идеја. И треба и системска поддршка, затоа што повторно на крајот од денот ќе кажам 3 сектори се, не е само граѓанскиот, не е само приватниот, треба и државата да ги препознае овие идеи и да им даде шанса. Така. И треба свест, самите луѓе да си го сакаат тоа нешто да ги така некое будење да им се случи, мотивација, ние имаме многу апатија. Јас сум лично разочарана. Порано не дозволував да се каже македонче во ниту еден контекст, пежоративно ми звучеше. Не сакав да зборуваме колку не бива. И мене, јас сум човек, ми паѓа мотивацијата, меѓутоа еве кога ќе видам па такви луѓе кои што имаат малку искра во очите, ми се враќа и повторно се потсетувам дека треба да се свртиме за не преоптимистички со розови очила, со две нозе на земја и да видиме што имаме и што можеме да постигнеме. Реално така. Баш така за крај, испратени една порака до сите наши млади, што им би порачала, доколку се чувствуваат премали за да остварат некои големи чекори, базирајќи се и на твоето искуство и на твоите визии за во иднина. Никогаш да не мислам дека се мали. За потсетување, еве, кога комарец толку мал ке влезе во една соба, колку прави немири, несоници и колку е моќен едно мало инсектче, така мислам дека и ние сме мокни да си почнат на локално ниво, значи активизмот е дупка на улицата во мало, дали сакам да нацртам графит, дали сакам да избришам графит со непристојна содржина, дали сакам да идам да поправам нешто, да почнат од локално ниво, преку она што на нив лично им е предизвик или проблем, сакаат да го решат, за после постепено да видат кои се механизмите што ги имаат на големо ниво. Меѓутоа еве потсетување како комарецот дека никој не е толку мал. Кога може еден комарец да остави без пиење 10 луѓе во една просторија, еден човек па дури со еден статус, дури со еден постер и со активизам и од сопствената улица и од сопственото мало, мислам дека може да направи промена. Рековме уште на почетокот на подкастот дека капка по капка прави море. Ти благодарам за денешното гостување, навистина беше инспиративно и пријатно да се слуша таков млад човек и полн со енергија и визии да зборува на најинтересни различни теми кои што и се интересни и се навистина сериозни. И имаат голема улога во свеста. Јас ти посакувам успешно реализирање на сите твои идеи. Се надевам дека повторно ќе се видиме и сигурна сум дека со тој жар, истаков жар, уште еднаш би имала таква енергија да ми кажеш за твоите нови проекти и за прекрасните искуства и начините на кои што допирате до срцата на луѓето и свеста. Фала многу за поканата. Нека ова мост да си бидеме поблиску, да си соработуваме, навистина сме сродни во она што го работиме. И заедно да ги поправаме работите. Ви оставивме за во канцеларија, штрафче по штрафче, делче по делче, веруваме дека сите заедно може да поправаме. И тука повторно заедништвото, луѓето кои што стојат изад мене, тимот на Арно, и сите оние кои што и со еден лајк ќе ме поддржат, навистина значат, така да фала ви вам што го правите ова и што достигате и до нови публики. Фала ти, Ирина, се гледаме во некоја наредна прилика. Фала. Вам ви благодарам што и денеска и во оваа емисија останавте доследни со нас. Се надевам дека научивте нешто ново. Се надевам дека Ирина беше прекрасниот пример за Vision of Voices. Би сакала на крај да кажам дека овој проект е финансиран од Центарот за истражување Novus и Discover Serbia и е поддржан преку Think Tank програмата за грантови и Прогрес институтот за социјална демократија и фондација Калеви Сорса. Програмата за грантови е поддржана од Министерството за надворешни работи во Финска и толку од мене. Се гледаме наредната емисија со нов инспиративен гостин што ќе зборува баш за Vision of Voices.